Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Стигна ферменот од Европската комисија. Владата и председателот се обидуваат да го релативизираат. Нема само критика од носителите на власта. Тие менаџираат со процесите и приоритетите. Наместо кон иднината, враќање кон минатото. Се изјавија и големите ветувања и прогнози на Ковачевски и Ахмети. Наместо разговори власт-опозиција за европриоритетите, се отворија старите патишта за новите криминали. Сосема оправдано е ова се што го кажавте како дијагноза. Така е. Почнувајќи од ерозија во судството, до корупцијата, до недејствувањето на правниот систем и така натаму, тоа е сигурно како дијагноза точно. Но зошто тоа се случува? Затоа што се клучните фактори кои би можели да го сменат тоа директно инволвирани токму во тие процеси. Така што на нив апсолутно не им одговара да почнат со подкопување, копање на сопствениот гроб, така да кажам. Проблемот е што сите тие аберации општествени, благо речено, всушност се карактеристични за самиот врв на општествената пирамида. И во таа смисла, додека тука не се превземе нешто, тешко ќе биде да се направи било што. Дали ќе може сега со новите избори одново истите тимови ќе дејствуваат, можно е да направат повторно некој договор за да оние кои се директно инволвирани во овие недостатоци општествени, да ги именуваме така, ќе настојуваат одново да пронајдат начин, благодарение и на овој нов закон, да нивните дела не бидат криминализирани, туку на некој начин да се обезбеди континуитет, иако сигурно ќе има доста притисоци кои ќе влијаат на тоа да не се осмелуваат натаму толку директно и драстично, како во случајот, да речеме, со автопатот, како во случајот со онколошката клиника и така натаму. Недела го одбележа веројатно извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Дали денес може да говориме дека Бугарија ни е главна кочница на патот на Македонија кон Европската унија, или Софија ја користиме како алиби за внатрешната стагнација во битката против корупцијата, криминалот, неказнивоста, ерозијата на правниот систем? Па во моментов се двете, заради извештајот на комисијата. Иако краткорочно е ова второто, проблемите со судската власт и со корупцијата, што ги нотира Европската унија, што мислам дека нема разумен човек во Македонија што не може да го види тоа. Од секојдневното известување и однесување на институциите. А Бугарија останува стратешки проблем кој ќе се надмине ова еден ден, повторно ќе се јави како долгорочен проблем. Ја дури сум песимист во врска со нашата интеграција во Европската унија, во врска со Бугарија. 2018 кога прв па ставија вето, кога сите бевме шокирани, јас бев тогаш јавно на мислење дека ми стана јасно што ќе се отвори со Бугарија, дека треба патот кон Европската унија да го редефинираме. Но владата тоа не го прифати. Две влади од тогаш се сменија. Откако изникна проблемот со Бугарија и тие колку повеќе работат на патот за Европската унија во некои области одат се поназад. Што ви значи тоа треба да го редефинираме патот кон Европската унија? Алтернативни нови решенија да бараме? Европската унија не ни е перспективата? Не, нас не е перспективата, но не можеме да достигнеме. Бугарија, мислам дека дефинитивно ќе не запре на патот. Дали може да се повикуваме на тоа дека заради Бугарија? Не. Во ова смисла, во однос на извештајот, не, но извештајот и да е најдобар, Бугарија останува со своите барања. Тоа не смееме да го заборавиме. Дали стоиме сега заради Бугарија? Апсолутно да. Тие го бараат она. Дајте според сите точки на договорот за пријателството, кој јас како пратеник бев единствениот кој гласаше против тој извештај. Ги предупредував кои точки се тука многу спорни и кои ќе бидат исклучително тешки. Имав сериозни, да не кажам притисоци, но консултации да ми објаснат дека сепак е добро да се гласа за. Јас останав против тој извештај, против тој договор. Меѓутоа, не сакам да барам сега некаква сатисфакција. Напротив, добро е што во крајна линија некако работите тргнаа, но мораше да се инсистира пред подпишувањето на договорот да се расчистат тие точки.
иако се нотираат многу слабости во нашиот систем. Овие слабости беа нотирани и во претходните извештаи. Значи, партизираното судство, нефункционалната администрација, отсутство на реформи, особено во изборниот законник. Значи, има многу точки каде што, ако ги гледаме извештаите наназад, исто така се нотирани и таму. Но бугарското вето ја поттикна таква поларизација, што фактички го направи собранието нефункционално. И тоа мислам дека е нотирано и фокусот е токму во нефункционалното законодавство. Господин Поповски, дали на македонската сцена сме сведоци на политичко-криминална клептократија? Употребивте многу тешка конструкција. Не можам да се согласам со вордингот што го употребивте, но имаме проблем со тоа што во Македонија криминалните структури успеваат да најдат начин да се интегрираат во општеството во сите сфери, вклучувајќи ги институциите, финансиските институции, бизнисот и тоа што е невладини, не бизнис организации. Медиумите не би ги исклучил. Значи имаме едно страшно испреплетување и границата помеѓу криминалот и институциите и општеството е заматен.